Владата на денешната седница го утврди новиот усогласен текст на предлог законот за игрите на среќа и забавните игри со кои се предвидуваат строги ограничувања за коцкарската индустрија, поголема заштита на младите и засилена борба против нелегалното приредување игри на среќа. Новиот закон ќе биде испратен во собраниска процедура. Од владата вела дека со него започнува нова, посериозна и поодлучна фаза во справувањето со злоупотребите и агресивното рекламирање на коцкањето. Фокусот на овој закон е јасен, заштита на децата, младите генерации и семејствата, велат од владата. Една од клучните новини е воведувањето строги правила за рекламирање на игрите на среќа. Ќе биде забрането рекламирање надвор од деловните простори, ако тоа има за цел да го поттикне граѓанинот да учествува во коцкање. Дополнително нема да бидат дозволени реклами што коцкањето го прикажуваат како пат до финансиски успес, подобар живот или решение за лични социјални проблеми. Забрането ќе биде и користење познати личности во реклами, како и содржини насочени кон малолетници. Испраќаме јасна порака дека коцкањето не смее да се нормализира ниту да се представува како стил на живот пред младите, велат од македонската влада. Оттаму додаваат дека целта е воспоставување одговорен, транспарентен и контролиран систем со јасни правила и многу поголема заштита на граѓаните.